Овој викенд во рамки на проектот Младински глас за локална акција организираме дводневна работилница, која што работилница ќе има за цел на присутните млади да им ги прикаже начините како да се справат со предизвиците и како да ги искористат можностите кои што локалната заедница ги нуди кога станува збор за развивањето на младинскиот активизам. Оваа работилница, која што е прва од циклусот на две, кој што ќе ги имаме во рамки на овој проект, ќе биде конкретно насочена кон младите. Поточно денес на оваа работилница имаме присутни средношколци, има студенти, има младински работници, волонтери, лица од граѓански организации кои што работат на полето младински активизам или пак работат со млади. Меѓутоа сите се од нашиот регион, поточно се од Делчево, бидејќи кој што кажав, темата на днешната работилница е баш можностите и предизвиците на локалната заедница. Она што ќе го правиме денес ќе биде токму истражување на нашата локална заедница, што е она што Делчево како град го нуди за младите, можностите за нивно волонтирање, за ангажирање во други активности и така натаму. Верувам дека ќе имаме добар одзив од страна на учесниците, бидејќи тоа се преценени амбициозни млади кои што се доста активни во различни клубови. И исто се надевам дека во текот на утрешниот ден, кога ќе ги донесеме заклучоците, ќе можеме да зборуваме нешто поконкретно за тоа што донело оваа работилница и што сменила кај нив. Инаку во рамки на овој проект кој што го спроведуваме од септември месец, кој што инаку е финансиран од Европската унија, ќе имаме уште неколку активности, имаме уште една ваква работилница за јакнење на капацитетите, имаме снимање на подкасти кои што јавноста ќе има можност да ги види, кои што подкасти ги обработуваат младинските теми конкретно во Делчево. Исто така ќе направиме едно кратко истражување за да ги видиме, да ги утврдиме потребите на младите во Делчево. Планирано е за наредната година здравје да имаме еден младински камп на некоја од локациите кои што ги нуди нашиот град, бидејќи пред некој време тоа беше планината Голак. Оваа година сигурно ќе биде некоја интересна друга таква локација. И меѓу другото, учениците не само што ќе учат, туку ќе имаат можност да се запознаат повеќе со убавините на нашиот крај. И на крај проектот е предвидено некаде јуни месец, кога ќе заврши проектот, да имаме еден завршен настан на кој што ќе ги презентираме сите резултати кои што се постигнати во рамки на проектот. Значи овие 2 дена целта ни е младите да ги запознаеме со основите за волонтеризмот и младинскиот активизам, како една од клучните форми за делување, каде што младите започнуваат да се вклучуваат во општеството, каде што даваат реален придонес, бидејќи младите дефинитивно се дел од општеството и ги чувствуваат и сочувствуваат со сите проблеми, со сите убави и помалку убави работи во општеството. Од друга страна, не може и никаде во светот не се очекува само возрастните да го водат општеството. Младите се значаен дел. Сега ние сакаме преку трансфер на одредени искуства, значи нешто што веќе функционирало некаде, дало убави резултати, да споделиме такви практични искуства и практични примери и можности како младите да се вклучат и што би можеле да направат за да дојде до некоја позитивна промена во нашето општество.